Здраво на сите. И денеска започнуваме со уште едно издание на вашиот и наш омилен квиз листа за 300 кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите се подготвени, па повеќе да не им го губам времето ниту нив, ниту нам. Како и секогаш, така и денеска ќе ги повикам прво домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Весна и Валентина. Повелете. Здраво, Весна. Здраво, Валентина. Обратно беше. Марко, катастрофа. Вчера се изнамучив и денеска почнуваме од нула. Не знам дали е добро или лошо, ќе видиме тоа. Секој почеток е добар. Ресет. Ресет. Да расчистиме едно за секојаш. Весна, Валентина. Запамтено. До следна пауза. Ќе видиме. Извинете, уште еднаш. Во секој случај насмејани расположени. Тоа ми се допадна. Не удривте по мене по оваа грешка, туку баш напротив се насмеавте, што ми дава, нели, убава прогноза за понатаму. Имаме убава емисија денеска, расположени сте за игра, како и секогаш. Имав еден кикс минатата емисија што не остави без пари, за жал, а добро ни тргна. Малта излезе дека Малта била баш Малта. Малта била Малта. И ги изгубивме парите. Денес имаме шанса, нели, повторно да се бориме за парична награда, но имаме и нови противници. Дали сте спремни да ги запознаете? Да. Домакинки, ако не имате што да додадете, повелете во вашата кабина. Благодариме. Валентина и Весна. А сега кога е време да ги запознаеме и нивните противници, односно денешните предизвикувачи. Повелете Антонио Горан. Здраво, живо. Малце глас фата најде. Да, малце глас фата. Си пеел деновиве. Пиеш тоа све. Едно со друго иде. Славеше дека те викнавме во листа за 300, така. Тоа е. Едно од причините. Едно од причините. Како сте? Не сме се виделе некое време? Па, одлично сме, малце поправени. Малце поправени. Тоа таков период. Таков е период. Сега ме убав квиз. Пријатна атмосфера, па ќе видиме како ќе биде. Супер. За денеска расположени за игра. Како и секогаш прочам. Секако. Да, супер. Имам еден фикс тип. Ако некој е заинтересиран да го плати, општина Кисела вода ќе победи секако. Така? Да. А општина против општина сте? Не. А општина Кисела вода сте идете? И тие се во Кисела вода. Значи како и да е, уште сега... Да. Колешката во колеги, така, кој да Сигурен е победи? типот, нели? Сега општина Кисела вода треба да ви бара дел од парите. Или награда треба да даде за реклама. За промоција на општината. Тоа за награди малце ќе биде доснедај. Сега во текот на цело издание на листа за 300 на 2-3 минути општина Кисела вода. Општина Кисела вода и да нема. Одговараш редиш име и вика општина Кисела вода. Марче, ова не се општина Кисела вода. Така е тоа. Мора сега со малце. Голем поздрав еве до сите пријатели од општина Кисела вода. Не сум бил деновиве, иначе редовно си одам И од натаму. ЈП водовод и И од канализација. ЈП водовод и канализација. И би ги поздравил од Ѓорче Петров колегите, таму сум испомош. Таму се ниспомне само. Да се помогне мора на луѓе. Така е, така е. Живи здрави сите. Да сте на крај да скратиме, нели? Благодарам. Да не сакате да додадете нешто плюс, тоа е тоа, нема да ве запознавам сега со гледачите, мислам дека веќе добро ве познаваат. Нема проблем. Па, да Да започнем. промовираме и Македонската квиз асоциација. Така, како во последно време се случува нешто ново со Па се македонската? случува кај нас секако, меѓутоа морам да ги искритикувам медиумите, постои некоја незаинтересираност и кога ќе ги викнеме, обеќаваат дека ќе дојдат, па не доаѓаат. Инаку ние постоиме 3 години. Јас сум еден од основачите на Македонската квиз асоциација. До сега имаме 100 членови. Да, знам од кои, битна еден ваш настан. Да, активни се сигурно секојдневно 30-тина. Со повремена активност уште 30-тина и другите се што доаѓаат на квизови, зависи и од темите, дали ќе му се допаднат или не. Така, Имаме супер. 4 мастерси во текот на годината, имаме 8 тематски квизови, имаме еден плюс додадовме за чисто за Македонија да ја поднаучиме или другите да поднаучат нешто од нас за Супер. убавините на Македонија и за местата. Така да ние работиме, само што не сме застапени во медиуми, немаме медиумска застапеност. Листа за 300 Така да. секогаш ќе биде тука Да. за вас. Ви Да благодарам. одвои по некоја минута секако за промоција на Македонската квиз асоциација. Знам дека едно време имавте планови да одите во странство, таму да се натпреварувате со ваши колеги. Да, се уште ни е во план. Крајот на мај или почетокот на јуни треба да биде светското првенство.
Така да, ако успееме да направиме, екипа имаме ние, секако. Може и две екипи, меѓутоа, знаеш, сето е до финансиите. И се надеваме дека, а инаку одиме до Србија, до... Така, во соседството Да, претежно додуша ни ги праќаат тие што се од подалеку, од Хрватска, од Австрија, од други. Имаме и некои квизови на меѓународно ниво, што заради финансиите ни ги праќаат, па ги решаваме тука. Тука се. Да. Да искористиме оваа прилика како еден апел за сите кои што се заинтересирани да подпомогнат на Македонската квиз асоциација, да го направат истото. Нека запратат нашата Facebook страница. Така, и таму може да се најдат. Инстаграм страницата, така да застапени сме на социјалните мрежи. И апел до други телевизии да прават квизови. Да прават, дефинитивно, се случува. Да прават по 3-4 ги има. Се сложувам, за сите е подобро да имаш што повеќе квизови. Така е, се сложувам. Ете и до сите останати телевизии. Да правиме квизови што повеќе. А сега да почнеме со нашиот квиз. Повелете предизвикувачи во предизвикувачката кабина. Весни Валентина, односно Антонио и Горан се во нивните надпреварувачки кабини. Сега да ги провериме истите дали функционираат онака како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакинките. Антонио и Горан, дали се слушаме? Да. Сега е се во ред. Одлично. Одлично, баш ми е драго. Во продолжение, ако имаме проблем, знаете што треба да направите. Не ви е прв пат. Сте реагирале до сега во одредени ситуации. Дигнеме два прста. Да, и на стакло. Зато прстенче треба да се носи. Так. Со среќа во продолжение сега ќе исклучиме вашата кабина да провериме кабината на Весна и Валентина. Дали се слушаме? Супер, да. Одлично, во продолжение ако имаме некаков проблем, ќе ми кажете. Сега може да започнеме, така домаќин. Ви благодарам. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини. Па, време е да започнеме и со првата лицитација, односно првото надавање, со што ќе го отвориме и нели резултатот во денешното издание на Листа за 300. А денешната тема за првата лицитација гласи: машки и женски имиња во кои два пати се содржи буквата О. Бараме машки или женски имиња кои ја содржат најмалку два пати буквата О, без обзир каде тие се наоѓаат и без обзир дали има и други самогласки во името. Имињата треба да се содржат во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија и може да бидат македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод треба името да го имаат најмалку 5 наши жители. Ќе ви дадам еден пример, доколку се бараше да ја има буквата Е два пати во машкото или пак женското име, Еле на името ќе беше точен одговор. Уште еднаш ќе повторам, не е битно дали има други самогласки во името, но битно или пак каде се наоѓа буквата О во овој случај. Весна и Валентина, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Антонио и Горан, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска тоа се Антонио и Горан. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Весна и Валентина. Антонио и Горан, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 8. Започнуваме со 8. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. Нека тераат. Да одговарат? Да. Ајде, Весна и Валентина, ве претрка за малце Антонио и Горан. Се спрема Антонио и Горан, Весна и Валентина во следниот круг да ве пуштат вие да одговарате, ама ги претркавте. Не знам дали ви прочита говор на тело
Или едноставно такви беше намерата, како и да е, Весна и Валентина треба да најдеме 24 машки или женски имиња во кои што два пати се содржи буквата О. Кога ќе бидете подготвени, да започнеме. Добро. Да го прашаме колку има. Така се нафа Антонио. Горано. Ај тргни од Антонио. Антонио. Антонио, им помагаш, а? Антонио. Прв точен одговор. Чекај. Не Слободан. Да, Слободан. Извини се. Слободан. Слободно. Така е. Слободанка. Слободанка. Така е. Роналдо. Роналдо. Баш ме интересира колку Роналдо има во Македонија. Имаме Леонардо. А тебе во Македонија да го има Роналдо? Имаме. Добре се. Само момент, проверувам. 15 Роналдо во Македонија, доволно за одговорот да биде точен. Така е. Чекај, не врля. Ќе биде премногу. Премногу. Борко? Борко. Борко. Така е. Дончо? Дончо. Дончо. Дончо, шести точен одговор. Немаме две А. Добрило. Немам Добрило, немаш. Зоранчо. Зоранчо. Така е. Горанчо. Горанчо. Така е. Доротеј. Доротеј. Доротеј, точен одговор. Доротеја. Доротеја. И Доротеја, точен одговор. Дали може без Ј? Да, само момент. Така, сега Доротеја точен одговор, Доротеа, така рековме? Да. Така е. Па и Антонио го има со Ј. Антонио. Антонио. Го има 100%. Да. 100% го има. Антонио. Да. Така е. 12 точен одговор. Точно на пола сме. Кочо? Да. Кочо. Кочо. Така е. Јорданчо. Јорданчо. Така е. Дали можеме од Ордан да има Орданчо? Не сум сигурна. Орданчо. Орданчо. Така е. Томислав, Тони, немаме. Томо? Имаме Да. Томо. Томо. Томо.
Точен одговор. А Јово? Јово, Јово. Така е. Добро. А чекай, женски ги женски и заборавивме. машки, да. Женските ги заборавивме. момчило, Момчило. Браво. Така е, точен одговор. Женските ме... Моника, немаме тоа. ноне, Ноне. не, ноно, Ноно. На време. Изреагира. Ја не ни приметив искрено, ќе му помене од режи. Ноно. Добро да го се обидовме шо сега. Добри мој ноно, песната, како нема? Австрија, Македонија, Ноно. Весна Валентина. Ноно, за жал, иако убаво име, ми се допаѓа, мора да признам. познавам, ама Да, но очигледно не се 5 за да бидат заведени по Државниот завод за статистика. Леле, на 6 до крај. Уште 6 имиња, супер се снаоѓавме, но ете, Ноно не зезна. Да, ништо, да му ставиш после на Ноно да го искарате. Супер бевте. Она што мене ми беше интересно дека цело време си се смеевте, расположени сте денеска многу, што го прави студиото одлично место за работа денеска. Ви благодарам. Внимателно само за следната лицитација имаме уште една, знаете дека ништо не е готово, може да се променат работите. Но тоа не го минал фактот дека Антони Горан си го лапна првиот поен и сега се во предност со 1 поен разлика. Чим го има Роналдо, мора да го има и Аполо. Аполо, леле, мора да видиме. Не бе Ромарио? Ромарио, Шо? чекай да видиме ако Роналдиньо? во речија може да проверат, затоа што ја го немам тука на списокот. Роналдиньо? Ромарио. Да видиме, ќе го провериме Ромарио. Аполо нема. Уф, ке лизневте. Марко, а кажи ми, овие имиња мора да ги има на лична карта? Да. Така? Да. 5 лични карти да имаат издадено Да. со тие имиња. Да, Не може точно така. некој си го викаме на кратко. Не може. Не. Бобо, например, Мора да бидат... би требало Бобо да го има. Го има, мислам дека сме биле во ситуација, ама и чекај, го имам и тука што зборам. Имам Бочо, Боро, Бобо го немам, ама мислам дека го има. Еве ќе кажам дел од имињата кои што може да ги играат, ги имаме Богоја, Боголюб, Богомир, Богородка, Богослав, Божо, Бојко, Борко, Боро, еве го имам. Бошко, пота Војко, Војо, Гого, Гојко, Добрило, Дончо, Доротеа, Доротеа ги изигравме. Ѓоко, Звонко, Зоранчо, Зорко. Чекај да најдеме некој поинтересно, добро, Кочо, Сокол, Софроние, Стојко, Теодора, Теодоси, Тодор, Томо, Тошо, Тодорче и така натаму. Да. Имаше зигра, ама да, ама Ноно. Ноно. Обид да се спасиме од Ноне, ама. Да, се спасите од Ноне, ама Ноно, брати на Ноне, не утепа. Тоа е. Само продолжете вака субава енергија во продолжение, се надевам дека ќе играме пенали понатаму. На моје задоволство. Се Антони Горан по себе ме пцујат, ме колнат, се зесам, таман работа. Драги гледачи, како што реков, сега имам уште една лицитација за играње, која што ќе одлучи дали ќе играме понатаму пенали или пак Антони Горан ќе ми се придружи тука на главната сцена. А темата за втората лицитација гласи:
Држави кои имаат филмови номинирани за Оскар за најдобар интернационален филм. Извор Американската филмска академија. Бараме имиња на држави од целиот свет кои биле добитници или пак биле само номинирани за Оскар за најдобар интернационален филм. Порано познат како Оскар за филм од неанглиско говорно подрачје. Добро знаете, ние имавме два пати наши филмови кои влегува во номинации за Оскар, Пред дождот и Медена земја. Значи Македонија е точен одговор. Имињата на државите можете да ги кажете како што се викале во моментот на номинација. Значи и денес непостоечки држави. Голем дел од нив се држави кои имаат развиена филмска индустрија, но и мали држави како нашата. Во старт ви кажуваме дека ги има повеќе од 55 држави без обзир дали се признати или не. Весни Валентина, дали не јасна темата? Да. Само тоа, значи од неанглиско говорно подрачје. Како порано што се викаше неанглиско, сега за најдобар интернационален филм. Антони и Горан, дали не јасна темата? Okay. Супер. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што се наоѓаат со резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација сега се наоѓаат Весна и Валентина. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Горан и Антонио. Домаќинки, која ќе имате? Прво петка. 5. 10. 10. 12. 12. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. Едно повеќе, 24. Две повеќе. Две повеќе, 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. 30. Стигнавме до 30. 31. 31. 32. 32. 33. 33. И 4. 34. 35. 35. И 6. Едно повеќе, 36. 37. 37. Дека продадат. И повторно вие треба да... Леле, пак ме претрка за едно. Ако. Да сте живи и здрави, кажи. Сте живи и здрави, сега ќе ви да тубаво. Висни Валентина, сега имаме малце повеќе, 37 празни полиња, бараме држави кои имаат своји филмови номинирани за Оскар за најдобар интернационален филм, како што рековме порано беше познат како филм од неанглиско говорно подрачје. Како што реков, 37 бараме за да го освоиме овој поен и потоа да бараме пристар на пенали. Кога ќе бидете подготвени, повелете. Смееме да ја кажеме Македонија? Смеете секако. Македонија. Македонија. Македонија, како што рековме, има две номинации за Оскар, но за жал до сега неаме освоени. Во некоја наредна прилика. Србија. Србија. Само да видиме. Чекај да не сум пропуштил јас нешто тука на списокот. Секако проверувате во режија. Србија како Србија никогаш до сега нема ниту номинација, ниту освоен Оскар. Да, можеби како дел од Југославија, некои српски режисери, Југославија, како Југославија има 4 номинации, нема освоен Оскар, но има 4 номинации. За жал Србија нема, колку што можам да видам, ниту Хрватска. Да, за Хрватска знам. Нема Босна и Херцеговина е на овој список како држави со номинација, они освоија Оскар, ако не се лажам, за Ничија земја. Да. Филмот од други вака од нашите соседи
Не гледам, немајте ни Бугарија, Грција. Со номинации, но без Оскар. И се знае ние. Леле, Јас Србија како од бивша Југославија, така. може би требаше да со Југославија да играме, дека кажавме нели дека може да ги кажуваме државите во моментот како се викале, но за жал добри по некоја логика нели очекуваме Србија да има затоа што има доста поразвиена нели Одлична продукција. Не, да, од јас нас. знаев за време на Југославија, особено за партизанските филмови, дека сигурно имаше и Да. тоа. Може пак ќе кажам, можна некој српски режисер да има како дел од Југославија номинација, но за жал нема како Србија. Вести Валентина, за жал тука некаде ќе мора да се простиме. Искрено со тешко срце го кажам, ова бевте супер освежување во нашето студио, убава енергија, секогаш насмеани, ведри расположени за игра. Дури еве, во ситуација на пораз се уште сте насмеани, супер го прифаќате. Со други зборови, вратите на листа за 300 секога се отворени за вас, кога ќе посакате, нормално треба само да се јавите, да искажете желба и повторно ќе бидете тука. Тоа ќе мора да започнете како предизвикувачи. Благодарим. Имајте прекрасен остаток од денот, со здраве да си ги трошите освоените пари и се гледаме во следна прилика. Секој добро. Антони Горан, секоја чест, за малце ги претркавте, успеавте да ги насамарите, ај така ќе кажам да одговараат вашите противнички, што доведете и до грешка некоја. Ќе пиеме кафе со колешка до кисела вода. Така е, доби општина кисела вода како и да. Специјално ќе правиме кафе. Ти ќе частиш, така? Инспекторите ги прават кафе. Инспекторите ќе прават кафе. Тоа го мора, слушате? Антони Горан, честитки, сега ќе ме побиха. Не може од тоа. Побелете. Јас би рекол поинаку, не ги насамаривме, него им дозволивме да покажат нивното знаење. Да. Да ги фатите на кикс, значи. Да ги фатите. Види, тактиката На е дел од најтрик игра. темите. Зашто во минатото издание не бевте тука да видите тогаш како одговара на тие теми. Денеска не се погодија темите, но тоа е дел од листа за 300, така е. Едно од работите. Во секој случај, Антони Горан, ќе се дружиме тука сега на главната сцена, ќе имате шанса да освоите и парична награда, но пред да се преселам да прочитам уште еден дел од оние држави со номинации или пак освоени Оскари, ги имаме Франција, Италија, Јапонија и Шпанија. Тоа се држави со најмногу номинации и секако освоени Оскари. Потоа држави со номинации и добиени Оскари, како што реков, имаме Австрија, Босна и Херцеговина, Германија, Западна Германија, Иран, Јужноафриканска република, Русија, Чешка, Чиле, Шведски и така натаму, а држави со номинации, но без Оскар се Белгија, Грција, Израел, Индија, Ирска, Источна Германија, Југославија, Казахстан, Колумбија, Мавританија, Македонија, Непал, Македонија, Никарагва, Македонија, се зезам, и останатите. Сега, како што реков, време Антони Горан да ги повикаме тука на главната сцена и да ги сочиме со денешната тема од нашата листа. Што ќе направат, останува да видиме. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Антони Горан ми се придружија тука на главната сцена. Темата е спремна, што значи може да пукаме понатаму, така или е. Но пред да продолжиме понатаму, на брзинка да се подсетиме како стојат работите со нашата листа, да не се забораиле случајно во меѓувреме, да. Кажи. Имаме 15 празни полиња кои што треба да ги спишеме со точни одговори за да освоиме она максимална парична награда. Во меѓувреме за 3 ваши точни одговори ви следуваат 50 евра. За 6 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 си заминувате тука со парична награда од 300 евра. Чулте Господ. Така, чуме Господ, ајде јас набивам за вас, искрено сакам да освоите максималната парична награда, секогаш убаво, зашто да не? Се радуваме нели и на туѓата среќа. Да. Благодарам. Подготвени ли сте да слушнете темата? Ајде. Може, слушајте добри вие, драги гледачи. Денес го тестираме нашето знаење на тема македонски фудбалски селектори. Извор, спортската редакција на телевизија Сител. Бараме најмалку презиме на селектори кои ја воделе нашата фудбалска репрезентација од осамостојувањето па се до денес, без оглед дали биле странци или домашни тренери и кои ја воделе репрезентацијата на најмалку еден надпревар. Ги признаваме и оние кои биле само ВД селектори. Дали ни е јасна темата? Јасно. Да, супер. Нема да ве прашувам како стоите со македонските фудбалски селектори, ќе имате шанса да покажете и самите. Че од осамостојување од 90. Да, од 90-та година па навам. Добро. Има дека има Македонија во Југославија играла како како Да, како екипа, да. Тоа ние си го поштуваме без разлика. Така е. Така е. Кога Добро, ќе бидете може. подготвени? Да ми ги земете парите. Може. Да почнеме со едно име, со 2 О,
Така беше играта, Како нели? стане Да не темата? биде дека ние не знаеме имиња со 2 Така. Нашиот прв и легендарен Андон Дончевски. Андон Дончевски. Или така е. Дончо, по-нашки. Да биде со 2 Така е. И прв точен одговор. Да. А вториот ќе биде оној сега што е последниот, Милевски. Милевски. Благо Милевски. Да. Са измеѓу ќе видиме. Тие два ги знаеме, добре. Да. Така, Благо Милевски е втор точен одговор и за 50 евра кој ќе биде? Ангеловски, мрме. Ангеловски, Игор Ангеловски. Игор Ангеловски, трет точен одговор за Антони Горан и честитки за првите 50 евра. Не, никош ми се блокира мозокот. Да, на некои теми што Добро, да, беше нели на време, звучат. знам и Ѓоре Јовановски беше тренер. Така, Ѓоре Јовановски. Воедно и четврти точен одговор за Антони Горан. Само да го регистрираме момент. Ете, така. Добро, Сантрач. Сантрач. Иван Сандрач. Да. Слободан Сантрач. Слободан Сантрач. Пети точен одговор. Хаджиевски Ѓоко. И Ѓоко Хаджиевски. Како шести точен одговор за 100 евра. Честитки до Антони Горан. Благодарам. Ја немам идеја више ние. Ти ако имаш идеја, кажувај. Има уште неколку Имаше еден енглес, ни беше тренер, нели? Ама не ми текнува името како беше. Пошто тој да ми текне, имаше од нашија фудбалери бивши Ја фудбалери. ќе ви го кажам, тој еден ако двајца ви текнат, ја ќе ве частам еден од мене. Значи, ако не ги знаеме тие, остануваме на 100. Или ако не погодиме, Не сега, ништо. договорете се меѓу себе. Не, велам, ако погодиме 7, 8, например, промашиме, не освојуваме Не ништо. освојувате ништо, да. Затоа нема. Доволно е за почеток. Требаше да ви кажам. Да. Ќе ги задржи да ти да па. Не, чекай само добре. да, он каже, ја не сум кажал уште. Добро, размислам. Да, Треба тројца да знаеш. Јас не ми Двајца? текна. Бајца вети еден, ето. Ме држи Антонио за збор. Мора да си го одржам зборот. Има доста звучни имиња. Абе има. Ќе биде малце криво и поранешни овакво фудбалери наши. Да. не можам. Така, добро, Борет, Блокада. честитки. Блокада. Не ви се мешам тука, фала Богу. Со здраве да си ги трошите овие освоени 100 евра. Иначе ги имаме тука Бобан Бабунски, Бошко Ѓуровски, Владко Костов, Гоце Седловски, Драган Канатларовски, пота Зоран Стратев, Љубинко Друловиќ, Мирсад Јонус, Никола Илиевски, Джиджи, Срејко Катанец, Чедомир Јаневски и Џон Тошак. Џон Тошак. Не ми текне за катанец. да. Тоа се оние 18 селектори кои што до сега ја предводеле македонската Джиджи беше кратко, не беше репрезентација. долго, ама беше. Така. Цапар беше, не беше. Кај беше? Беше Цапар? И тој кратко беше. Канатларовски. Да, Канатларовски. Канатларовски беше. Па се двоумев за него највише за деветти. Да, А ви не ми кажав, текнуваше има Џон доста- Тошак. Да ми текнеше Џон Тошак, за Цапар Ќе ти- ќе го оставив за деветто. Тој ќе ви го и кажав. Да. Ти реков, ако Ама, најдеш... И оставаме тие, Јонус се не врат ми телевизија, текна. да не ги изема некај Не, пребот. ќе се ги земете последно. Тоа е предлог за сите идни играчи, ама и овие што коментираат надпревари. Не со некои празни податоци да ги трујат луѓево и гледачиве. Затоа Така, не така, гледаат туку веќе на корисни наши информации. да даваат корисни информации кога е со Статистики, изод формиран. така. Колку титули има Вардар, колку титули има Вој, кој биле председатели на оваквото на федерацијата. Не зборењу празно. Било за кошак, да не биде некои муабети што немаат врска со Се сложувам јас со тебе, Горан. Антонио, со здраве пак да си ги трошите парите. На моје огромно задоволство се дружиме во следното издание на нашиот квиз. А со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на Листа за 300. Секако останете со програмата на телевизија Сител. Чекайте го следното издание на нашиот квиз и немојте да заборавите, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!